Стомачен вирус проследен со висока температура, повраќање и диареа е причината што деновиве се преполнети лекарските ординации. Вирусот различно се манифестира кај секој, а трае 2 до 3 дена. Педиатрите велат дека освен цревните инфекции, деновиве често се застапени и бронхиолитите кај децата. Проливастите или вирусните инфекции на цревата обично ги предизвикуваат, како што реков, вируси и тие обично се јавуваат во летниот период, кога е топло, но оваа година точно е дека вирусните инфекции, особено на цревцата, се доста застапени кај децата токму во овој период, иако веќе гледате и сами дека температурите веќе не се летни, поточно не се високи температури. Моја предпоставка е дека минатата година, кога децата не одеа на училиште и кога не беа во градинка, имавме мирен период и беа изолирани. Меѓутоа, после летниот период, кога се отворија и дискотеките и овие кафињата, кафулињата, парковите и кога почнаа меѓу себе почесто да се дружат децата, игротеките, што е многу битно, почнаа да се јавуваат инфекциите кои што и не се карактеристични за тој период, меѓутоа беа децата доста болни. Овој тренд продолжи во септември и сега се доста присутни цревните инфекции, кои што во 99% се предизвикани од вирус. И исто така се јавуваат, еве нешто ја забележав овие денови, бронхиолитите кај малите деца, кои се исто така вирусни и кои што обично се јавуваат некаде околу декември, јануари, ноември, значи во зимските периоди. Меѓутоа, оваа година нешто порано не се појавуваат. Започнува прво детето, знаете, родителите кои ги дојдат да кажат дека започнува со едно повраќање, кое што е репетирачко, значи неколку на број. Ако еднаш детето повратило, не треба веднаш да се носи на лекар, се разбира, треба малку и домашна нега, да се внимава на исхраната, пробиотик, меѓутоа кога повраќањето е репетирачко, значи кога е повеќе прати на број, карактеристично е на децата што веднаш оние омалацуваат. Тоа е една карактеристичен знак кај децата и тогаш треба да се види, да се посети лекар и тоа е првиот знак. Болка во стомачето, а покасно се јавува и проливасти столици. Педиатрите советуваат ако состојбата се влоши децата веднаш да се однесат на лекар. Во меѓувреме, родителите да се обидат да не дехидрираат децата доколку имаат стомачен вирус.